во живот Куров се реши за кредит. Зашо овој Путин ми касни со 3 плати и викам, ајде да земам прв пат во животот оној потрошувачки кредит, да си купам кола, полов, нали, појака, подобра, некои други 2-3 ситници да завршам домашни, викам, ајде, еднаш се живее, никако живот. Куров не подигнал кредит. Добро, као следивме документација. Ама оној кредит онака шо за да биде фиксна каматава за сите години, значи осигурителна компанија демеќе гаранција дека у случај на смрт она ќе ги покрие трошоци на банкава. Се врзале криминалци од една и другава страна, си подпишале договор. Демек у случај да умр. И ако знаат, тоест може не знаат, али да им кажам, Куров вечно ќе живее во вашите срца. И Куров вечно ќе ви биде пред очи, нели? Мислам на оној тајниот агент на Путин, Куров, тоест јас тоа, кодното име моје, не се. И као, без проблеми ми одобруваат кредит, ја сваќам, пошто ние с глумцеве немаме појма финанси, искрено, еве да признам дека ефте за нешто не ме пива, ама па добро знаеме да се обереме 1 и 1, 2 и 2, 2 плюс 3, тоа добро ни од тие основни математички операции. И ја сваќам, среќа, што тоа кога дознав, пошто никогаш не сум земал претходно такво нешто, дознавам дека осигурителнава компанија у стартот кредитот ти лапа 750 евра на лепе очи. И плюс некои трошоци, ти фактички, ако си побрал 12.000 евра кредит, ти си искачаш од банката со 11.100 евра. Али каматава ти тече како да си земал 12.000. И викам, така ли е ова? Нели, глумциве глупи за такви работи. Да, господине, така е. Епа, да им кажете на тие осигурителната да се фатат за Куров, тоест да го пуштат Куров и више Куров нема да го видат у живот. А исто така и вие за вакви работи. Знам дека вие, пријатели мои дами и господа, мажи и жени, кои што ме следите, ги знаете овие работи, ги знаев и јасно, нели, кога ќе доеш директно се соочуваш дека ние живееме у држава на крадачи. Значи, оваа држава постои сиромашните да ги доосиромашуваат. Не ме сваѓате погрешно, тешко на оние кои што мораат да дигаат кредити заради болести на своји, на деца, на блиски, кои што мораат да креваат кредити за да јадат у месецот, да платат сметки. Тешко на тие луѓе. А ја без кола сум 2 години и можам и понатаму без кола. Затоа реков, пуштете се од Куров, више Куров вие нема да го видите. Многу ми е драго што ако ова допре до некој од вас, како еден вид на, инфлуенсерска порака, ако можете, никогаш немој да се задолжувате кај банки, кај осигурителни компании. Немојте у животот ништо да имате со тие лопови. Колку што можете. Колку помалку можете, избегнувајте, колку повеќе можете, избегнувајте контакти со нив. Јас сепак се надевам дека Путин у наредниве месец-два ќе ги исплати платите и дека ќе можам јас да Куров да го ставам нова кола, ако стигнат платите, тоаш нема ни половна да ми треба, нели? Но да видиме, и тамо има некои проблеми, нешто правил некоја нова нуклеарка, па не му стигале пари, па скусило буџет, па вика стрпете се на нас агентиве, ни вика. Особено ти Куров стрпи се, пошто многу те цениме и така натаму. Значи, во овој предизборен молк, затоа сакав само да ви ја пренесам оваа порака што не се однесува на политичарите и партиите, поинтересни работи ќе чуеме утре. Се гледаме.